civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Шарената револуција за мене беше релација Прилеп-Скопје. За главните настани бев во Скопје, секојдневно бев во Прилеп. Искачен горе набина заедно со моите соборци и се боревме за исполнување на барањата за шарената револуција. Од шарената револуција. Значи барањата беа исполнети, но целите на шарената револуција продолжуваат и понатаму. Ние имаме уште многу долга и тешка борба после се ова што може да се види што се случува последниве 5 години. Ние имаме уште една многу долга и тешка борба за да ги оствариме, за да го оствариме концептот и зашто беше шарената револуција. Пред се тука мислам дека мора да се испорача правда, тоа веќе се назира. Многу од тие што беа од бившиот режим се веќе зад решетки, ние тоа не смееме да го занемариме и да го заборавиме. А многу... Сега дали ме слушате? Многу се сега и надвор од држава избегани, пред се тука мислам на бившиот премиер Груевски и секако на двајцата началници тие што беа од полицијата, кои што се главните карики на бившиот режим. Мислам дека треба да се сконцентрираме токму на тие работи, испорачување на правда, а слобода, мислам дека веќе слобода имаме. Слобода секој има сега да си го искаже без страв, мислењето. Тоа може да се забележи на социјалните мрежи и уствари тоа е она за што јас највеќе се борев. Само во еден медиум имаше можност да се пласираат таквите содржини. Јас тогаш правев кратки видеа, влогови, јас си ги нарекував. И одеа само, ако зборуваме за традиционалните медиуми, еден или два одеа на А1 тогаш на телевизија и знаеме како заврши тоа. На интернет одеа на повеќе портали и мислам дека тоа беше некаков филтер за да се канализира тој гнев, а сепак да се прикаже на еден начин кој што ќе може да го прими секој еден гледач и директно инволвиран од тие репресии што ги правеше бившиот режим и оние другите кои што беа од страна и не им беше јасно што точно се случува, бидејќи постоеше еден тотален информативен мрак кој што многу вешто режимот го режираше. Кога го направив титлуваниот клип од славната сцена од филмот за Хитлер и мислам дека тогаш, тоа беше некаде 2008 или 2009 година, тогаш реакциите на јавноста беа најголеми. Но она што остави трак и најголема дамка беше клипот што го правев за средношколските протести, кога буквално ми беше цензурирано видеото. Што се случи? Тогашниот админ на официјалната веб страница на ВМРО-ДПМН пронашол во видеоклипот кој беше монтиран со трајање од неколку од 2 минути, пронашол секвенца од веење на македонско знаме кој траеше 1 или до 2 секунди и пријавил на YouTube дека тоа е негово авторско. YouTube го прекрати емитувањето на видеото, но што се случи? Откако јас кажав дека е цензуриран клипот,
илјадници, можеби не илјадници, но стотици имаше аплаудирања на истиот клип од други корисници. И таа финта му се врати како бумеранг. Многу интересно е што тој режим не беше свесен каков е контраударот и каков контраефект предизвикува со пресијата што ја правеше врз поединците, но и врз медиумите. Знаеме како заврши Ајден телевизија. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.